Курс по англиски јазик, математика, физика, роботика. Со почетокот на учебната година почнуваат со работа и приватните курсеви на кои се запишуваат дечињата. Овие курсеви позитивно влијаат врз стекнувањето на навики и стекнувањето нови знаења, велат анкетираните граѓани за Имнет телевизија. Согласни дека секое ново знаење е дополнително и не представува вишок. За дечињата да посетуваат приватни курсеви велат дека е важна и финансиската состојба на самото семејство, колку ќе чини еден курс и дали би можело детето да се запиши да го посетува. Па видите сега, приватни курсеви зависи од финансиите на родителите. За приватни курсеви. Па добро е. За јазик, за било шо. Добро е, за децата е добро. Па зависи кој колку може, колку му се финансиите и дали може уопште да го запише детето. Ако може е добро. Па добро е. Секој знање е добро. Дали е приватен курс или што е, има школа, добро е. Знањето никош не е вишок. Да, пожелно е, тоа е дополнителна настава која треба децата да се едуцираат подолго време отколку што се во основното училиште. Тоа е ограничено време. Па зошто да не е, може. Зошто не, тоа е добро? Па сигурно дека користи. Може. Одлука на родителите е дали ќе ги запишат учениците на приватни курсеви или не, вели Роберт Аџи Петров од Оделението за образование при општина Штип. Сепак додава дека и во училиштата можат да научат бидејќи образовниот процес го нуди тоа. Запишувањето на курсеви, на приватни курсеви, без разлика дали е тоа по странски јазици, дали е тоа по природни науки, без разлика, е право на родителите, но сакам да напоменам дека фактот што во училиште имаат нешто слично е можност која што нашиот воспитно-образовен систем го нуди, практично државните пари се ориентирани кон тоа да на учениците им се овозможи подобар пристап до знаење во училиштето. Секако дека доколку тие имаат желба можат да користат и курсеви надвор од редовниот воспитно-образовен систем, зашто постојат соодветни регулативи, постојат соодветни правила кои што се во надлежност пред се на централната власт. Најчесто децата посетуваат курсеви за јазици, но има и деца каде се јавува заинтересираност и помош при учење во природни науки, математика, физика, хемија и биологија. Во просек месечно плаќање за едно дете при посета на приватен курс се плаќа минимална цена од 1000 денари.